Недостигот на работна рака во моментов останува еден од главните проблеми на македонското стопанство. Иселувањето си го прави своето, а тука е и проблемот што тешко може да се обезбеди и некој поголем увоз на работна рака од странство, затоа што Македонија останува понеатрактивна држава и на овој план за разлика од некои наши соседни држави. Од Стопанската комора велат дека само со добра државна стратегија може да се надмине овој горлив проблем. Значи ќе се намали и индустријското производство, ќе се намали и профитот на компаниите, ќе се намали и заработувачката, така да во секој случај кога го намалувате производството, логично е да се намали се. И според бизнис секторот, во овој момент мора да дојде до зголемување на минималецот, затоа што трошоците за живот за работниците се енормно покачени, но исто така морало да дојде и до зголемување на продуктивноста на работниците. Сепак мора да се разговара и со владата и со синдикатите да се изнајдат решенија во смисла дали на поддршка на стопанството во некој дел во тие зголемување на плати или пак да се финансираат одредени проекти или пак во некој поглед мора за да можеме да го следиме текот и на поскапувањето на цените за да не се одрази врз работниците. Дали тоа ќе значи преквалификација или доквалификација на вработените или некои проекти од тој тип владата за преквалификација и доквалификација на луѓе и на вработени или оние проекти кои ги има за премин од државна администрација во стопанство, нешто такво би можело да значи подобрување. Од компаниите се надеваат и на подобрување на бизнис сликата со ветените стотина милиони евра, кои што од централниот буџет треба да легнат на сметка на општините. Сметам дека тоа е и дополнителна поддршка кон стопанството, односно кон оние фирми помали, средни, кои ќе ги изведуваат тие проекти. Подобрување на бизнис климата во Македонија се гледа и во преструктурирањето на образовниот процес според потребите на пазарот на труд.